Со нов концепт на митинзи, Стево Пендаровски, кандидат за председател од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, ја побара поддршката од Велешани. Преку кратко интервју, представување на својата програма и на крај дебата со граѓаните, кандидатот за председател ги стакна своите цели и приоритети. Економија, демократија и демографија се клучните тези во неговата програма. Според него, Македонија во последните 2 години е на дното на економијата во регионот и во Европа. Вели дека за стабилизација на економијата треба подолг временски период, па затоа побара од Велешани да го поддржат на претстојните председателски избори. По сите параметри, Македонија има најлоши економски индикатори на Западниот Балкан. Ние сме на опашката на Балканскиот регион. Дури и државите околу нас, кои не држави, кога ние бевме кандидати за Европска Унија, например Црна Гора стана држава 2006, Косово стана 2008, се подобри по клучните економски индикатори од нас. Од предводници во регионот, во делот на интеграција и економија и развој, ние денеска сме практично на опашката на Западниот Балкан. Демографијата и одливот на млади луѓе од државата е проблем со кој се соочува Македонија. Според Пендаровски, во последните 5 години има масовно одливање на граѓани, за разлика од првите години од осамостојувањето на Македонија. Претежно младите се тие кои масовно се иселуваат од државата. За спречување на ваквото одливање, Пендаровски истакна 2 предуслова. Прво, државата мора да ги тргне шепите од приватниот сектор. Државата не смее да биде најголем стопанственик, државата не смее да биде најголем тендер распишувач, најголем работодавач. Државата има само една задача во демократијата, да прави амбиент за бизнис, да ги пушти луѓето со нивната креативност, со нивните идеи, со нивното знаење да ја повлечат економијата напред. Се до оној момент, додека државата е најголемиот стопан во економијата, додека државата според некои проценки во Македонија дава на тендери над 1 милијарда евра, македонската економија нема да мрдне ни за милиметар напред. Вториот предуслов. Независно правосудство. Тоа значи правдата да биде достапна за сите, а не само за некои. Не смее да има луѓе во оваа земја кои се поеднакви од другите. Слободата во државата е на многу ниско ниво според Пендаровски, а човековите прави и слободи загрозени. Пред Велешани истекна дека за решавање на спорот со името потребно е постигнување државен консензус кој на крај ќе заврши со референдум. Од Велешани побара реално да ја согледаат моменталната ситуација во државата и на 13 април масовно да излезат и да го дадат својот глас за отварање на нова страница во Македонија, затоа што Македонија заслужува председател.